Недостатокот и огромниот одлив на работна рака Македонија ќе го компензира со увоз на работници од Турција, Албанија, но и некои азиски земји, потврдуваат од Организацијата на работодавачи. Па зависи од дејноста. Ние и сега имаме вработување на турски градежници кои работат во Македонија или пак кои преку македонски фирми регистрирани во Турција работат во Македонија, но свесни сме дека во подрачјот на Ресен, Струга, многу албанци ги берат нашите јаболки, а додека од искуство на другите држави, особено во Бугарија, Албанија, очигледен е интересот на работниците од Бангладеш, од Филипини и соседните нивни држави. Според Димитров, работниците од овие земји се докажани како вредни, а сегашните плати во Македонија на нив ќе им овозможат заработувачка. Тоа се работници од Филипини, од Бангладеш, каде што платите се повеќе од половина помали од нашите плати. Значи се движат околу 100 до 150 долара месечно. И мислам дека, гледајќи го тоа искуство на соседните држави, може и во Македонија да очекуваме интерес за вработување на Франција. Планираниот увоз на работници ќе ја смени сликата, а работната конкуренција ќе се изостри. Дали ова нешто ќе промени во синдикалните односи? Во синдикалните односи нема драстично да се промени, бидејќи ние без разлика која како работна сила, ние ќе продолжиме да ги штитиме правата на работниците, ќе продолжиме да ходиме по нашата програма, да што повеќе зачлениме и да ги остваруваме правата на работниците од работен однос. Увозот на работна сила треба да започне од пролет, а претходно заинтересираните компании треба да достават податоци каков профил на работници им требаат, пошто во соработка со тамошните агенции за вработување, тие со регулиран статус би дошле во Македонија.